Добра вечер, почитувани гледачи, се наоѓате на фреквенцијата на КТВ телевизија. Започнува уште едно најново издание на информативно-политичката емисија ТВ Објектив. Вечерва во овој ТВ Објектив ќе говориме на актуелни теми, ќе ги опфатиме пензионерите, меѓутоа ќе опфатиме и политичката состојба во земјава. Имам чест и задоволство да ви ја најавам мојата гостинка вечерашна, тоа е заменик директорката на Фондот за пензијско инвалидско осигурување на Македонија, Марија Којзеклиска. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. Благодарам на поканата и особено чест и задоволство што сум присутен денес. Колку пензионери има во Република Македонија? Ова прашањето со кое што ќе го започнеме вечерашниот разговор. 297.000 е бројот на пензионерите во Република Македонија. Тој број се зголемува и Фондот за пензијско и инвалидско осигурување во секој случај и овозможува, значи, на сите оние осигуреници кои оствариле соодветен број на години согласно Законот за пензијско и инвалидско осигурување да ги уживаат правото на пензионерите. Што вели законот, на колку години мажи, на колку жени можат да дојдат до остварување? 62 години се за жени, 64 години за маж и најмалку 15 години стаж на осигурување. Значи мора да имат 15 години. Тоа е законскиот минимум заради со кој можат пензионерите да се стекнат со право на пензија. Нашиот закон сличен ли е со европското законодавство? Како е оваа област регулирана? Нашиот е малце поповолен со оглед на тоа дека интенцијата и тенденциите кои се однесуваат на сите европски земји, а вклучително и кризата која се јавува, овозможува кај тие земји да се јавуваат определени драстични промени во смисла на зголемување на границата со која луѓето би се стекнале со право на пензија. Значи 67 за мажи, 70 години, 72 години, што од друга страна за нашиот ментален склоп и нашето поднебие не е премногу висока граница за да може да се оствари право на пензија. Колку би биле работоспособни луѓето да извршуваат определени работни задачи до 67 години, меѓутоа ќе потсетам, значи тоа е како резултат на светската криза која се јавува и потребата од зголемување за да нема голем притисок на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Во овој контекст би сакала да потсетам дека владата на Република Македонија токму во оваа светска криза, сакам и пензионерите да ги потсетам, остана на ставот дека нема промена на границата на пензијата, мислам на висината на старосната пензија, со која би можеле осигурениците да го остварат правото на пензија, значи останува 62 со 64 години да можат осигурените лица кои имаат најмалку 15 години стаж да остварат право на пензија. Владата на Република Македонија во повеќе наврати се зафати со покачување на пензиите. Има сега најави нели за ново покачување со мартовските пензии. Ќе имаме реализација на ова? Ќе има реализација, значи оваа влада за разлика од сите други влади во просек 30% од 2006 наваму ги има зголемено пензиите. Најновото зголемување ќе биде сега, значи во месец март, во висина од околу 5%, за да можат линеарно, за да можат, значи, осигураниците да го почувствуваат благодетот и реализираните програми на владата на ВМРО ДПМН. Тоа беше зацртано и во програмата и нашата партија, значи, се оди кон цел да ги оствари сите зацртани делови, посебно, значи, обрнува внимание на социјалните случаи, зголемување на социјалните пензии, на социјалните надоместоци и зголемување на пензиите. Да не зборувам, значи, редовните усогласувања кои доаѓаат на почетокот на годината и во 6 месец секоја година редовните усогласувања. Исплатата е веќе термински утврдена и нема отстапки од тоа. Значи ли дека пензионерите првата недела во месецот ќе ги земат и натаму пензиите? Додека е Никола Груевски на власт и ВМРО ДПМН, до 7 во месецот пензионерите редовно ќе земат пензијата. Ние нема јавните службеници, државните да земат редовно плата, колку што се обраќа внимание на социјалните надоместоци и на пензионерите.
Во каква кондиција е фондот за пензиско инвалидско осигурување? Ова прашање е во контекст на она што доаѓаше како напаѓање од опозицијата дека се нема пари за покачување и слично на тоа. Јас искрено да ви кажам, сметам дека опозицијата треба да биде информирана за поставеноста на фондот во системот на институции во Република Македонија. Значи, фондот од 2009 година до 2009 придонесите ги наплаќаше самиот фонд за пензиско и инвалидско осигурување. Со стапувањето на концептот бруто плата, значи од 1.1.2009 година, наплатата на придонесите за пензиско здравство оди преку управата за јавни приходи. Во делот на обезбедувањето, значи на средства на фондот, тука најголем дел улога има владата на Република Македонија и Министерството за финансии. Значи, трансферите кои ги добиваме ние од буџетот не треба да ги загрижуваат нити опозицијата, нити граѓаните во делот на или дилемата дали ќе има редовна исплата на плата. И редовната исплата на плата, значи фондот и владата се грижат за кондицијата на фондот за пензиско и инвалидско осигурување, за да можат на пензионерите да им се даде она што им следува со оглед на тоа дека си го одработиле својот пензиски век и им следува определена пензија, заслужена пензија, разбира. Рековме дека по 2009 година имаме подобрување во наплатата на придонесите. Има ли се уште фирми кои што должат кон фондот за пензиско и инвалидско? Како оди прибирањето на долговите? Се уште има, значи, фирми кои имаат проблеми во делот на наплатата на придонесите. Тоа најмногу се чувствува кога треба вработените од тие фирми да заменат во пензија и тој стаж им стои како неплатен. Ние неколку пати како фонд за пензиско и инвалидско осигурување им овозможувавме на граѓаните, имавме средби по сите градови во Република Македонија, за да можеме да ги мотивираме на неколку пати да може да го извршат плаќањето на заостанатиот придонес. Ние како фонд за пензиско и инвалидско се уште имаме законска можност да бараме наплата на придонесот до започнувањето на концептот бруто плата, значи до 31.12.2008. Сите оние кои не платиле придонес, за нив е надлежен фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Значи, за да не одиме со казни, со блокади на фирми, меѓутоа и тоа се случува со оглед на тоа дека некои од фирмите навистина не се во кондиција да може да ги плаќаат придонесите. Се обидуваме да им излеземе во пресот, меѓутоа зависи од финансиската состојба и на фирмата. Лесно ли е, например, доколку потенцијалниот пензионер покаже спремност да си го докупи стажот, да го заврши тоа и да замине во пензија? Не постои законска можност за тоа, освен за индивидуалните земјоделци. Значи, согласно новиот закон за пензиско и инвалидско осигурување, индивидуалните земјоделци кои си има стекнато со статус, мислам дека беше после 89 години, имаат право да го докупат својот стаж максимум до 5 години, со тоа што рокот за пријавување на и плаќање истекува на 8.2.2013 година. Со владата на Република Македонија со помош на институциите во државата застана на патот на една лоша пракса која што беше во земјава, а тоа е добивање на инвалидска пензија по секој основ, независно дали пензионерот реален основ, дали има потребна медицинска документација, се шверцуваше, да речем, документацијата и така натаму. Дали денеска полесно се добива инвалидска пензија или сепак се почитуваат законските норми и правилникот за право на стекнување? Се почитуваат. Ние, да ги подсетам граѓаните, имавме, а тоа беше општо позната, за жал, значи пракса и општо познато мислење меѓу граѓаните дека секој може лесно да добие инвалидска пензија до 2009 година. Меѓутоа, ние имаме еден процес на така наречен метастази, во кој од 25 лекари кои беа, мислам дека против многу, точниот број не можам да ви го кажам, меѓутоа сите тие беше дадено отказно решение, се води судска постапка и се уште трае судската постапка со оглед на обемноста на доказниот материјал со кој се соочуваше судот. Поучени од таквото искуство, ние прво и долго време имавме проблем со кадарот на
вработени лекари во комисијата, меѓутоа владата имаше сепак слух и овозможи вработување на 5 нови лекари во месец декември, мислам дека заврши целата постапка, така да бројот и на комисиите е зголем, квалитетот на услугите кои ги дава комисијата исто така е почитува и во делот на почитување на законските прописи и една новина која се воведе во фондот, тоа може да се види на нашата веб страна, значи секој кога ќе поднесе барање за инвалидска пензија во рок од 60 дена, доколку му е во ред целокупната документација, во смисла на пензијски стаж, ако му е среден стажот, значи во рок од 60 дена треба да добие решение за инвалидска пензија. Доколку има проблеми, негативно решение од страна, негативен наод од страна на комисијата, тој има право на жалба до второстепената комисија при Министерството за труд и социјална политика или ревизиона комисија која прави ревизија на лекарските наоди кои ги дале во инвалидската комисија. Така да ние се обидуваме едно од новините, тоа е на фондот, значи да можеме да го скратиме рокот во кој ќе се донесе решение или пак во тој рок да може да се средат и сите наоди или промени во делот на ревизиони комисии за да можеме луѓето да не чекаат толку време за да може да остварат право на инвалидска пензија или па да им кажеме немате луѓе право на инвалидска пензија со таа дијагноза која ја имате вие. Исто така новина е тоа што пензионерите имаат можност за бањско-климатска рекреација. Интересот кај нив е мощно голем. Ќе продолжи ли оваа поволност за пензионерите и дали доколку искористиле еднаш оваа можност ќе можат повторно пензионерите да ја искористат? Значи ли дека комплетно бесплатно тие се на бањско-климатска рекреација? 2010 започна проектот, 2011, 2012 ве продолжува 2013, значи сите пензионери преку нашите подрачни единици, вклучително и кавадарци, се запознати со потребната документација, значи тоа е барање и чек од пензија за месец декември кој треба да го поднесат. Доколку се корисници на странска пензија треба да дадат изјава дека се корисници или дека се корисници на нега, исто така заокружуваат дека се корисници. И со таа апликација луѓето се обидуваат да ја добијат таа бањско-климатска лекување, значи се во 4 бањи во Република Македонија, Катлановска, Негорски бањи, Цар Самуил и не се сеќавам за четвртата, не е важно, меѓутоа комплет е покриено од страна на Фондот за пензиско инвалидско осигурување и превозот дури до бањата и надзад го покрива Министерството за труд и социјална политика. Ние како фонд ја правиме услугата, значи ги примаме барањата од пензионерите, ги администрираме и ги доставуваме до Министерството за труд и социјална политика. Критериумите се постојните критериуми кои со години се, трета година, ги одлучува значи Министерството за труд и социјална политика и откако ќе се дадат потребните кој ќе се изврши потребниот избор на веб страницата на Министерството, секој граѓанин може да види дали добил, во кој термин добил. Инаку терминот е од март месец почнуваат користењето на... Значи, искрено да ви кажам, многу пензионери се презадоволни од третманот кој го имаат таму, се работи значи, за 6 третмани, со 6 ноќевања, комплет пенсион со медицинска заштита, да, а тој кој искористил на второто прашање да ви одговорам, тој што искористил еднаш право, нема право. За да се даде можност на сите корисници на пензија да ги користат тие благодетите. Презадоволни се во секој случај пензионерите. Има многу новини, што е најважно е во делот на новина во работењето на Фондот за пензиско инвалидско осигурување. Па ние се усогласуваме согласно најновите, не можам да ги кажам трендови, меѓутоа потреби на граѓаните. Брзината на решавањето на предметот ни е многу важна. Значи, кај нас се скратуваат роковите со воведување на процедурите, за да можат граѓаните да не чекаат толку време. Во ерата на компјутеризација се воведе кај нас електронска папка, значи
се одиме на тоа да ги нема оние хартиени документи кои зафаќаат, знаете и самите, простор, предмет да архива. Огромен објект. Огромен објект. Значи, се уште сме паралелен систем, значи и хартија, и електронски, со интенција да се сведеме само на електронската папка. Значи, промените во фондот се однесуваат на тоа да можат осигураниците да го остварат што е можно побрзо правото на пензија, или доколку немаат право на пензија од било кои причини, не ги исполнуваат определени законски услови, тогаш да имаат време, значи да не се одолговлечува постапката, да си ја водат второстепена постапка пред управен суд, доколку сметат дека им е повредено нивното право. Се во интерес на скратување на роковите и на полесно граѓаните да бидат информирани како може да дојдат до старосна пензија, до инвалидска пензија, до семејна пензија. Затоа нашите подрачни единици се обучени. Значи, ние се трудиме да им правиме континуирана обука за начинот на пристапување кон граѓаните. Ние мора да се смениме како фонд. Не можеме да ја имаме таа крутост и традиција како што било порано, сепак мораме да бидеме поотворени кон граѓаните и да им кажеме имате право, немате право, доколку немате право, ова може да го барате, доколку имате право, во тој рок треба да ви се оствари. Сепак фондот постои за граѓаните, не граѓаните за фондот. Апсолутно. Како ја цените работата на Кавадаречката подрачна единица и на единицата во Неготино? Јас сум искрено да ви кажам задоволна и од работата на Кавадарци, и од работата на Неготино. Двете раководителки, не од женски пол, нем да сметате дека е субјективно, меѓутоа мислам дека си ја терат работа одлично. Тоа го покажуваат и малиот број на поплати кои би биле, меѓутоа не се работи за работата, туку не постоењето на законска основа за да можат да остварат определено право. Меѓутоа законот е закон и не може Дециден да за се сите, и за вас и за мене важи истиот закон. Толку околу работењето на фондот за пензиско, да поминеме со она што ќе не оптеретува или ќе ни биде главна преокупација наредниот период, тоа се локалните избори. Денес кога ја снимаме оваа емисија, лидерска средба помеѓу лидерите на двете најголеми партии, претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, на опозицијата Бранко Црвенковски. Меѓутоа, подготвени ли се во ВМРО ДПМН за локалните избори? Ние сме подготвени секојаш за избори. Јас мислам дека тоа многу пати до сега ВМРО ДПМН го покажа пред се со предвремените парламентарни 2008 година, да ги подсетам граѓаните 2011 предвремените парламентарни беа побарање на опозицијата, токму на Бранко Црвенковски. И ова лидерска средба председателот кажа дека еве на Бранко ако му треба и лидерска средба, еве ќе направам за да може човекот да има, например, оправдание пред неговите членови зашто би одел или не би одел на избори. До вчера и тој тактизираше дали сака да оди, дали не сака да оди. Меѓутоа, Бранко е Бранко, ние сите си го убаво знаеме, до последен момент калкулира и ќе види како ќе се одвива ситуацијата. Меѓутоа, мене ми е едно друго жал што членовите на Социјалдемократскиот сојуз, значи не се сите занесени по Бранко Црвенковски, има многу паметни луѓе таму, меѓутоа ме чуди тоа што стануваат овие луѓе заложници на неговите лична кариера. Тука веќе значи се работи за личните фрустрации, можам да ги кажам, кои ги има Бранко Црвенковски. Што ги води Социјалдемократскиот сојуз во погрешна насока, тоа се сепак нивен избор. Опозицијата вели дека оваа власт не е компетентна да спроведе фери демократски избори. Ќе имаме ли фери демократски избори доколку нели се дојде до договори и опозицијата сепак излезе на избори? Или што доколку Црвенковски одлучи да ги бойкотира овие избори? Црвенковски прво нема да си дозволи да го бойкотира овие избори со оглед на тоа дека и самиот бара избори. Или тој бара локални, парламентарни избори. Значи, тоа е спремен на избори. Дали ќе ги победи, сметам дека нема доволно капацитет, искрено да ви кажам. А ВМРО ДПМН како носечка политичка сила во овој момент немаше за сите циклуси за кои ги
изборни циклуси, откако е таа на власт од 2006 година, немало замерки за нефер и недемократски избори. Значи, пак да подсетам, 2011 година од страна на ОПСИ и ОДХР беа утврдени како едни од најдемократските и најфер изборите. Тука немаше никакви проблеми. И тие беа, значи, побарање на Бранко, ги изгуби и сега неговото размислување е дека со овие избори ќе може да го врати она малку што им останало на Социјалдемократскиот сојуз. Се прават различни анкети, искрено се верували во анкетите? Колку политичките партии веруваат на тие и дали кога доаѓа од спротивниот табор е релевантна таа анкета или не? Се земаат во предвид сите, значи, параметри. Дел сигурно се зема како важечко она што го кажува и противната, чисто да знаете со кој ориентационно со кој човек си имате работа. Исто и кај нас одат анкети, одат и независни анкети. Во тие анкети има, значи, нешто што може да се извлече и да се види дали Марија Којзеклиска или било кој друг е погодна да биде кандидат за градоначалник, носител на советничка листа или за било кој други избори, дали би бил пратеник или председател на државата, значи има, се користат тие анкети. Опозицијата се обидува преку притисок со отпорот кој што го Еденовивен из македонските градови пружа на, како што велат, режимската власт да поттикне или да издействува предвремени парламентарни избори. Искрено, очекувате ли дека можно е да се случат и предвремени парламентарни избори или ќе се оди сепак на 24 март само на локални избори? Оно што го гледам јас низ градовите и таму од градот кај што доаѓам од Штип, значи мене нивните собирања ми, искрено да ви кажам, личат на политички, на патувачки циркус. Со оглед бројот на граѓаните кои им се присутни таму, иритира кај нас, кај граѓаните ги иритира тоа што ги сметаат како луѓе со кратка меморија, забораваат, значи, со кои луѓе си имаат работа и што се случуваше за време на нивната власт. И бараат од граѓаните поддршка од друга страна, додека се движат по улиците, дофрлуваат недолични извици кон граѓаните. И сега се прашувам, бе луѓе, вие сакате да гласат за вас, а од друга страна по секоја цена ги омаловажувате граѓаните и на сила барате тие да гласат за вас. Епа нема толку луди граѓани кои би гласале за човек кој гледа дека насилнички се однесува. Никој не сака насилник да го води, нели? Што се однесува до тоа дали ќе има парламентарни избори и председателот на партијата, јас сметам дека таквото нешто е невозможно од две причини, затоа што беа парламентарни избори 2011 година, нашата држава, како што вели опозицијата, се задолжува. Парламентарните избори дали не се трошок? Трошок се, нели? Со парламентарните избори доколку би се одржале, како што вели опозицијата. Размислете каква штета би имала државата. Значи, секој проект, секоја една реализација, значи на оние странски инвестиции што доаѓаат, ќе се одолговлечи додека не завршат парламентарните избори. Па секој година ние не можеме да имаме парламентарни избори. Секој инвеститор странски бара да има сигурна политичка клима. Добра политичка клима, добра економска клима. Пред се политичка. Значи, јас се прашувам, искрено да ви кажам, чија агенда одработува Бранко? Ние видовме сега на последниот самит дека покрај Грција ние имаме го противник и Бугарија, ама веќе јавен, нели? Со нивните ставови тие јавно веќе застануваат на линијата на Грција. И сега се прашувам, зошто нашата опозиција во овие моменти, кога на државата и треба единство, кога и треба да се мобилизираат сите сили за да може да се спротистават на сите комшии кои не ни го мислат доброто, искрено да ви кажа, Социјалдемократскиот сојуз излегува со насилни протести, нереди, чија агенда одработуваат?
на собствениот народ против својата Велат држава. дека е нарушена демократијата со тоа што се случило насилство во парламентот, барем такви се нели обвинувањата од нив, дека партениците им биле насила и избркани, и исто така обвинуваат дека и новинарите се избркани. Каков е коментарот од ВМРО ДПМН на ова? Да ви кажам искрено, јас бев пратеник во составот Како на поранешен Собранието пратеник, 2002-2006 година. Ние имавме, ако се сеќавате, во врска со буџетот, исто такво незадоволство покажувавме со транспаренти, тоа го кажуваат, нели, Социјалдемократскиот сојуз. Само што тогаш беше друга структура на социјалскиот, таму беше Бучковски, кој сега го нема на Социјалдемократскиот сојуз. Оние сите кои беа блиски до Бранко Црвенковски и кои му подметуваа на Бучковски, сега се исто така, само малце по ригорозни и по-недемократски расположени, за да одработат агендата, шема и така натаму. Јани Макрадолисто не беше таков. Јас го паметам Јани и тогаш, ама со ово Јани тука сега немат заеднички точки. Ово Јани е агресивен, дали тогаш глумел, дали сега глуми, тој ќе мора и за него да го прашате. Меѓутоа, ние немавме таква насилна агенда, иако тие беа тогаш на власт, тие методи беа драстични за тоа време. Едно тропање со деловникот или едно чукање за нив представуваше страшна работа. Ова што се случуваше во собранието, значи не е без провокација од страна на опозицијата. Не смее опозиционен пратеник и било кој друг пратеник да крши микрофони, да кини таму листови беа од деловниците, да ја руши елката таму, нели беше украсена. Не доликува. Значи, не доликува на пратеник, за кого гласале граѓаните и за кој треба да работи за интересот на тие граѓаните кои гласале за него. Да се качуваат по скали, да го бркаат председателот, да го теглат председателот. Не во ред, не личи. Затоа се прашувам чива агенда. Значи, за да си дозволите вие таков луксус во собранието, таков хаос да направите, да долевате на огненот бензин, јас како неутрален граѓанин никош не ми гласал за таква опозиција, никош, верувате. Се подготвувате за локалните избори, веќе на 3 пати се објавија имињата на градоначалниците. Кавадарци, Неготино се уште немаат кандидати, се уште и нашиот и Штип го нема. И Штип се уште нема, значи до кога најкасно ќе бидат објавени сите кандидати и рекоа од партијата нели дека ќе бидат проверени кадри кои што ќе донесат нели очекувана победа на изборите. Мислам дека околу 20% од вкупниот број на градоначалници се веќе е објавени, така, номинирани. Не се сеќавам, мислам дека крајниот рок беше 15 февруари, до кој треба да бидат сите кандидати за градоначалници објавени. Нашиве размислувања се и она што е на извршниот комитет и на централниот комитет, значи се земат она што сработиле до сегашните градоначалници, она што како анкети оди за нивниот кредибилитет во околината во која се наоѓаат, сработеното, она што планираат да го сработат, комуникативноста, тоа се особини кои треба да го красите еден градоначалник. Сепак е градоначалник на локална самоуправа каде што луѓето имаат локални проблеми. Че треба да има добар пристап, добар ден, како сте, може би да нема можност да ви помогне, да може да објасни во овој период не, да се стрпиме за наредниот период. Се зависи од финансските средства со кои располага општината. Значи, добриот збор секаде, не само за градоначалник, значи во било која државна институција, раководител на било која подршка, треба да го краси таа особина. Значи, до законскиот рок секако дека ќе бидат објавени имињата. Има ли проблеми во изборот на градоначалници? Дали раководството на партијата наидува на одредени проблеми, нели лобирање постојат? Лобирање имало и ќе кандидатите има, се многу кои што изразија желба, нели, амбиции да бидат градоначалници.
Сепак последниот збор ќе го даде, значи извршниот комитет имаат определени сознанија, анкетите одат доста долго време, значи можеби од пред нова година, добри 4 месеци сигурно одат анкетите. Верувам дека изборот ќе биде реален и правичен. Нели сметате дека со малку подозадоцнетото објавување на кандидатите се во неравноправна положба со опозицијата, бидејќи кавадарци на Готино веќе имаат кандидати, тие работат на терен, се представуваат, се сретнуваат со граѓаните. Сметате ли дека малку тактизирањето и необјавувањето Ние ќе ги објавиме најдобрите. Во секој случај многу подобри ќе ви дадат опозицијата, истиот кој имаме и кај нас во Штип, значи одамна се знае кандидатот за градоначелник од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Јас се уверувам дека кандидатите кои ќе видат од ВМРО ДПМН ќе видат најквалитетните. Тактизирањето можеби е во функција на тоа да се доиспита квалитетот на соодветната личност, или ако има дилема меѓу вас и мене, доколку би биле кандидати, кој би имал подобар рейтинг. Партијата е подготвена, какви се очекувањата за тиквешијата? Па, јас морам да ви кажам дека ова мирно подречје, меѓутоа јас пред 2 месеци со министерот за труд и социјална политика имавме терен, и беше кавадарци на Готина, значи тиквешијата, селата Бегниште, Паликура, тој регион, Раец, ги изодевме, значи не знам да ви кажам колку 10 дена го шетавме овој регион. Значи не да нема проблеми. Има проблеми, меѓутоа ме радува оно што е намалено незадоволството кај граѓаните во делот на откупот на грозието. Тука мислам дека владата доволно помогна за да може да притисне на приватните лозеви. Значи велам, има се уште незадоволни, затоа што луѓе го прашуваа министре докаде, што е, како е. А таму се лоцирани една или две проблематични винарски визби кои имаат проблем со откупот, постапка, тоа го кажуваше министерот, се води постапка. Така да сметам тензијата која постоеше на времето у тиквешијата во делот на откупот на грозието, сега малце намалена, значи владата, да се разбереме, никогаш не дала толку пари за земјоделството како што дава од 2006 наваму. Никогаш толку пари не се слеале во земјоделието. Тиквешкиот крај значи кој Господ го дарил со убаво земјиште за да може да екзистира од земјоделие. од земјоделие. И јас се надевам дека и граѓаните веќе размислуваат и се определуваат дали ќе одат на земјоделие и сите ќе бараат работа во администрацијата. Значи за да може тоа е размислувајте кон кој оде во влада. Сите не може да бидат вработени во јавната администрација. Значи да има возможливе со странските инвестиции, со инвестирање во земјоделието, барем до некаде се нивелираат тие разлики, не можат никогаш да бидат исти, меѓутоа ние сме земјоделска земја. Ние сме мала земја и со право, значи владата на Република Македонија го вложува целиот свој потенцијал за да може да го издигне земјоделието, и тоа беше заборавено. Сега последново е со отварањето, субвенцирање, отварањето на продавници за вино и она што промоција и продажба на вино. Значи тој што работи, јас велам, и греши. Само тој што ништо не работи, не може да сгреши. Ние сите другите можеме да сгрешиме. Меѓутоа, грешката ако ја сватиш навреме и ако се обидеш да ја премостиш, значи тоа е добрата веќе работа која еден чекор напред пред другите. Кавадарци веќе има една голема инвестиција. Дрексел Мајер, веќе интересот е се поголем за вработување таму. 400 вработени, јас колку што се сеќавам, за толку, меѓутоа нели со тек на време треба да стигне бројка од 4000 вработени, тоа е значи одлична работа за кавадарци, па и за околината тука и Неготино и така натаму. Дали ова ќе биде еден добар, така би рекол, една добра предност за ВМРО ДПМН, бидејќи ја изменаџира оваа инвестиција? Сигурно, значи во ВМРО ДПМН не за џабе, иако опозицијата упорно се подсмева на тоа, ама ако ви кажам дека она што вели дека 24/7 работи,
ваквите работи нема да бидат ако до 3 часот сме на работа до 4:30 или си отидеме дому. Нема овие работи се случуваат. Никој нема да дојде и да бара, дај да бидеме во Кавадарци, да немате нешто случајно, некој простор да сакате да ви вработам 4000 луѓе, значи не. Не за џабе владата одеше, правеше роудшоа по сите континенти, не за џабе, значи на 110 да дојдат странски инвеститори за Република Македонија со 2 милиони жители, со оваа поставеност каква што ја имаме, со две езера, планинска, рамнинска, тоа е солидно, да не речам добро, да не речам одлично, ево ќе кажам солидно. Значи работи владата на Република Македонија и мислам дека е предност на ВМРО ДПМН, не само во Кавадарци. Ние во Штип го имавме Johnson Control, значи во другите технолошки зони, секако дека граѓаните ќе ја препознаат и ќе ја направат разликата. Ние го имавме можноста да го споредуваме Бранко кој беше од 92 до 98. По што го паметиме ние? Значи првата асоциација на граѓаните кога кажеш Бранко Црвенковски што е? Само криминал, транзиција, невработени, отпуштени. На тоа те асоцира, на ништо друго не те асоцира кога се спомне името. За разлика од тоа, јас не сакам да бидам субјективна, сакам да бидам објективна. Гледам граѓаните што зборуваат, значи не само луѓето кои се членови на ВМРО ДПМН. Јас имам можност да коментирам и да комуницирам со многу други граѓани, значи се прашуваат како издржува тој човек. Значи прво како премиер, затоа што тој мора да ја оттегли, да биде локомотивата, а владениот тим го следи во целата таа работа. Значи, како издржува тој човек да стигне и ваму, и таму, и партиски работи, сигурно желбата за да помогне на оваа наша мала Македонија, го води председателот и целата влада, ние другите сме само логистичка подршка на она што го води како концепт, значи подобрување на состојбата во Република Македонија. И со оглед на тоа дека ние имаме светска криза, да разбереме, кризата 2013-та, се трудиме да ја анулираме. Меѓутоа на земјите поразвиените кај нив се сериозен притисок. Вие гледате колку отпуштаат. Значи не отпуштаат 50, 100, 1000, 10.000, 5.000, 8.000. Рено, не знам кои од другите автомобилските индустрии планираат да отпуштаат. Ние и владата на Република Македонија се труди, значи да не само да не отпушта, туку да бари инвеститори каде што би вработиле како ова во Кавадарци, како таа во Штип, како во Жабјани, во Битола. Така да тоа е суштинска и огромна разлика на политиката која води ВМРО ДПМН и она што го бара опозицијата. Господин Козеклиска, ева за крајот од овој наш разговор во ТВ Објектив, какви се очекувањата на ВМРО ДПМН за овие избори? Што е перцепцијата, колку општини би се освоиле? Се уште рано нели да се пресметува, меѓутоа нели не е почната ниту кампањата, меѓутоа какви се очекувањата? Мислам дека ВМРО ДПМН ќе ги задржи постојните градови кај што имаме локалната власт, а има определени шанси кај другите градови каде што реално граѓаните можеби не можеле тогаш да видат, ама сега ќе го препознаат. Она што владата се труди да го даде на тие општини и како централна власт да помогне тие општини да обстојат. Значи, задржување на постојните и зголемување на нивниот број. Благодарам за учеството. Благодарам на поканата. Особено задоволство. Почитувани гледачи, ова беше ТВ Објектив. Во првиот дел од емисијата говоревме за работењето на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Наш гостин беше заменик директорот на оваа институција, госпоѓа Марија Којзеклиска. Меѓутоа, во вториот дел ги опфативме и локалните избори, она што ќе се случува се до 24 март, кога општините ќе избираат градоначалници и советници во општинските совети. Благодарам за вниманието, имајте пријатни мигови со програмата на вашата КТВ. Секој добро.